Кога е изградена црквата Свети Пантелеймон? Црквата Свети Пантелеймон е изградена во 9 век со доаѓањето на Свети Климент на ова место овдека. Тој првично наоѓа на црква која што била од 7 век, ја возобновува и ја посветува на Свети Пантелеймон. Во негова чест е изграден. Кој е историјатот за манастирот? Видете со самото доаѓање на Свети Климент овдека на овие простори во Охрид, всушност е основањето на овој манастир. Доаѓа тој тука во Охрид и ја гради црквата посветена на Свети Пантелеймон, која е позади нас, и го гради првиот христијански словенски универзитет на ниво на Европа и го гради својот манастир овде на овие простори. Зошто е изградена и од кого? Како што спомнав, значи изградена е во чест на Свети Пантелеймон, а со доаѓањето на Свети Климент на ова место во Охрид, се смета дека всушност е и ктитор на црквата, каде што е основан и првиот словенски универзитет, бидејќи представува едно големо културно-историско место, и исто така ден денес веќе и препознатливо за поширокиот народ. Што значат мозаиците околу црквата? Што се? Мозаиците околу самата црква се мозаици кои датираат од 4 век со ископувањето овдека археолошките зафати кои ги имаше Завод и музеј на Охрид. Се пронајдоа ранохристијански базилики кои датираат од 4 век, па имаме и од 5 и од 6 век на овие простори. Сите тие мозаични подоби кои ги гледаме денеска се буквално ранохристијански символи, орнаментики, нели таму е представата и на свастиката како ранохристијански символ, нели означува нели Сол Инвиктус, непобедливото сонце, кој христијаните од паганството го превземаат и го ставаат во христијански концепт. Сите мозаици кои гледаме тука околу храмот на Свети Климент имаат историско значење и културно и духовно, бидејќи се извадоци и од псалмите Давидови, од Стариот Завет, комбинации со христијанството, значи се има своја буквална представа за раното христијанство на самиот мозаичен пот. Нешто карактеристично за оваа црква што е? Епа видите, има многу работи кои би биле карактеристични, но да кажеме дека најкарактеристично нешто за црквата е тоа што овде е основан првиот словенски универзитет. Тука се наоѓа гробот на Свети Климент и неговите мошти се тука. И каде што веќе Свети Климент во 9 век си го гради гробот сам со своји раце, и ден денес неговите мошти почиваат тука. Само кратко трајно се преместени некаде во 15 век за времеот на Турската империја во црквата Света Богородица Периглевка, каде се чуваат 5 века и од кога е возобновен храмот 2002 година, повторно се враќаат на истото место. Како што спомнав, најкарактеристично е тоа што Словенскиот универзитет бил тука и гробот на Свети Климент е тука и неговите мошти. Што е изградена баш на ова место? Па видите, веројатно Свети Климент го пронашол ова место како свое духовно пристаниште, место каде што би можел духовно да обстојува и исто така да действува. Бидејќи веќе пред Свети Климентовото време овдека постоел еден епископски центар од 4 до 6 век, Свети Климент всушност го продолжува на негов начин, со тоа што веќе нели го основа и првиот словенски универзитет, каде што повеќе од 3500 ученици се школуваат и од тука се праќаат низ целиот свет со цел да се зачува и шири христијанството.